Добар ден, драги ученици! Еве не пак во e-училница на час по математика за 7 оделение. Јас сум Елица Витанова. Денес ќе научиме да цртаме триаголници на 3 начина. Еден од начините е со дадени две страни и аголот меѓу нив. Овој признак го викаме страна агол страна. На друг начин, со дадени два агли на триаголникот и страната на која лежат, агол страна агол се вика, и со дадени три негови страни, овој признак се вика страна, страна, страна. Ќе го сретнете во вашите учебници. За овој час е потребно да имате прибор за цртање, молив, гума, шестар, линијар и агломер. Ајде да видиме како ќе нацртаме триаголник со дадени две страни и аголот меѓу нив. По-конкретно, задачата гласи: нацрте триаголник ABC со страна AB долга 9 cm, аголот кај темето А 30 степени и страната AC долга 7 cm. Кога ќе биде нацртан триаголникот, тој ќе треба да изгледа од прилика вака, само што овие не му се вистинските големини, така да страната AB овде треба да е 9 cm, страната AC 7 и аголот меѓу нив 30. Сега овој триаголник ќе го нацртаме во неговата вистинска големина. Како изгледа тоа? Значи на почетокот ќе почнеме кога ќе нацртаме една отсечка со должина 9 cm. Значи ни треба линијар. Цртаме отсечка од 9 cm, а потоа ја обележуваме, нели, со AB. Значи отсечката AB, која ќе ни биде страната AB на бараниот триаголник. Оваа отсечка, кажавме, долга 9 cm. Потоа со агломер цртаме аголот 30 степени во темето А. Значи во точката А цртаме аголот 30 степени, го поставуваме агломерот во точката А, го израмнуваме кај нулата и бараме 30 степени, еве овде, и означуваме точка кај бројот 30, потоа цртаме аголот. Еве го, едниот крак на аголот, другиот крак веќе го имаме, тој всушност отсечката AB. На овој крак ќе ја нацртаме страната AC, која што ќе биде долга 7 cm. Еве ја страната AC. Ова точка тука ќе обележиме со C. AC знаеме дека треба да биде 7 cm, ние ја измеривме 7 cm и останува уште да ги поврзиме точката B и C, и на тој начин ќе ја добиеме и третата страна BC на овој триаголник ABC со зададените елементи, кои што беа страна AB долга 9 cm, страна AC долга 7 cm и аголот помеѓу нив 30 степени. Сега да го видиме начинот како да нацртаме триаголник со дадени една негова страна и два агли што лежат на таа страна. По-конкретно, задачата гласи да нацртаме триаголник ABC со страна AB долга 8 cm, аголот кај темето А 60 степени и аголот кај темето Б 50 степени. Кога ќе биде нацртан триаголникот, ќе треба да изгледа од прилика вака. Ова не му се неговите вистински димензии, ние сега ќе го нацртаме со неговите вистински димензии. На почетокот, како и обично, почнуваме со една од страните. Еве ќе ја нацртаме страната AB, ќе обележиме страната AB, ќе означиме овде да имаме 8 cm. Потоа во темето А и во темето Б ќе ги нацртаме аглите. Во темето А ќе го нацртаме аголот од 60 степени, а во темето Б ќе го нацртаме аголот од 50 степени. Еве со агломер ќе го поставиме кај темето А со нулата и овде во скалата која што почнува од 0 означуваме точка на 60 степени. Еве овде ќе означиме точка, која потоа ќе ја поврзиме
и ќе го видиме, ќе го најдеме аголот од 60 степени, што ни беше потребен. Еве, поврзуваме точката со А и го имаме аголот од 60 степени. Потоа, во темето Б ја повторуваме истата постапка, значи го поставуваме агломерот. Сега мериме и ја наоѓаме 50 степени, само не од овде на оваа скала, туку на оваа скала од нулата го наоѓаме бројот 50 степени, таму означуваме една точка, која што потоа ќе ја поврзиме со темето Б и го добиваме аголот од 50 степени. Краците на овие два агли гледате дека се сечат во една точка. Таа точка ќе ја означиме со С, а на овие краци веќе се гледаат страните на бараниот триаголник. Страната АЦ, еве ќе ја повлечеме да ја видиме подобро, страната АЦ и страната БЦ ќе ја повлечеме поубаво да ја видиме и веќе триаголникот АБЦ е нацртан со неговите елементи кои што се во вистинска големина. Вака треба да изгледа триаголникот АБЦ. Со страна 8 см и аглите што лежат на неа од 60 степени и 50 степени. Дали можеме да го најдеме аголот кај темето С? Мислите дека можеме? Секако, знаеме дека внатрешните агли во триаголникот изнесуваат 180 степени, знаејќи ги дека едниот агол е 60, другиот 50, значи за аголот С останува да е 70 степени. Сега ќе нацртаме триаголник АБЦ зададен со трите негови страни. За ова цртање ни е потребен шестар. Страната АБ на триаголникот е 9 см, страната АЦ е 5 см и страната БЦ е 7 см. Ќе видиме постапката на цртање на овој триаголник. Прво со линеар цртаме отсечка долга 9 см. Еве со линеар мериме 9 см. Потоа со шестар мериме 5 см. Еве вака, со шестарот ќе измериме со отворот на шестарот 5 см. Потоа шестарот го заводуваме во точката А и цртаме кружен лак вака. Истата постапка ќе ја повториме и во темето Б. Еве, само што сега шестарот ќе го отвориме со отвор од 7 см, бидејќи нашата страна е 7 см. BC треба да ни биде 7 см и затоа отворот на шестарот го отвараме на 7 см, го заводуваме во темето Б и цртаме кружен лак вака. Еве вака треба да добиете нешто. Гледаме дека кружните лаци ни се сечат. Пресекот ќе го означиме со една точка која што ќе ја именуваме со С. Оваа точка всушност е темето на триаголникот АБЦ. Кога ќе ги поврзиме точката А со С и точката Б со С, ќе го добиеме триаголникот АБЦ. Неговите димензии се 9 см, страната АБ, страната АЦ 5 и страната БЦ 7 см. Обидете се овие три вида на триаголници да ги нацртате и вие во вашите тетрадки.